Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со доктор Верче Тодоровска, специјалист, дерматолог, Гере Трипков, активист за правата на лицата со попреченост и Ем Блажевска, која љубовта од Кенија ја донела во Македонија. Останете со нас до 11 часот. Еве на назад во студиото, јас и Роберт денеска имаме навистина прекрасни гости, интересни гости, исполнети со позитивна енергија, но ќе бидеме и едукативни, зашто го велам ова, затоа што малку повеќе ќе обрнеме внимание и на изложеноста на сонцето, колку треба да внимаваме посебно во овој период кога имаме високи температури, висок УВ индекс и така натаму, но ајде да не почнуваме јас веднаш со здрави, колку треба да бидеме загрижени, иако една од темите ќе биде таа. Кога веќе споменав, доктор Верче Тодоровска, една од нашите гостинки, добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на покана. Како сте, добри ли сте? Добро, одлично. Расположени? Така, за почеток на денот. Така, веднаш до вас е Ем Блажевска, една прекрасна девојка која што нашето внимание најпрво го привлече од социјалните мрежи, ведра, која што има многу интересни видеа. Јас ќе споделам некој малку подоцна, многу често се посветени на мажите, не знам тоа дали ќе им се допаѓа на Гире и на Роберт, но ако не им се допаѓа, нивна работа. Добре ни дојде Ем и ти. Hvala mnogo. Dobro utro Makedonija. Благодарам. Да, инаку Ем се зборува македонски, бидејќи неколку години веќе живее тука, си е мажена за македонец, но малку подоцна ќе кажеме нешто повеќе зошто дојде од Кенија во Македонија, и Гере Трипков, активист за правата на лицата со попреченост. Гере, си бил веќе кај нас, нашата публика добро те знае, денеска имаме плюс повод да бидеш во нашата емисија и се надевам дека ќе кажеме што е она што си направил до сега и што е она што следува, бидејќи од тука некако ќе те испратиме за да ги завршиш оние обврски кои што ги имаш во наредниот период. Да, добро утро Милена, добро утро Роберт, добро утро Ем, добро утро доктор Ке. Поздрав за сите гледачи. Фала ви за поканата, како си? Сега Роберт, јас стварно не знам од кого да почнеме. Со која тема да почнеме? Дали да почнеме за активностите на Гере, дали за љубовта на Ем, дали за изложеноста на сонцето со доктор Верче, што велиш ти? Ајде да почнеме од малцинството што сме тука. Помалце сме денеска. Да, 3:2 сме денеска. Јас реков ќе почнем од љубовта на Ем. Ако знаеш нешто за тоа зашто дојде на Македонија, слободно може да ни кажеш. Доволен факт дека е тука, многу говори за неа како човек, но во секој случај да, како ќе одлучите така. Така, ќе започнеме Гере со тебе, бидејќи еве се наоѓаш веднаш од мојата десна страна. Кога се договаравме, бевме малку кнап со времето, бидејќи ми рече утре дента треба да патувам. Да. Каде патуваме сега? Утре патуваме во Белгија, каде што учествуваме на еден глобален форум за инклузија и нашето здружение и јас како председател со нашиот тим ќе бидеме представени таму од Македонија и ќе говориме за темите кои што се битни, а тоа е диверзитетот и општествената инклузија. Така, што очекуваш да се случи таму? Бидејќи навистина си многу посветен, многу активен, социјалните мрежи исто така ги користиш за такви цели, кои што верувам дека помагаат доста и имаш контакти преку нив со многу луѓе. Да, можам уште да учам до соговорничката до мене, сигурно за социјални мрежи. Дефинитивно причината зашто одиме во Белгија е да ја развиеме нашата мрежа на контакти во Европската унија со релевантни организации, меѓутоа и институции кои работат на ова поле и да го пренесеме тоа искуство во Македонија, како што би можеле многу побрзо да се движиме во работите со цел да ја постигнеме она нормално некое ниво на инклузија и инклузивност. Така. Кога дојде во Македонија? Зошто дојде во Македонија? Што те задржа во Македонија? Дојде во Македонија во 2019. 2019, така? Да. Запознавме со мажи ми во Тајланд. Беше во Тајланд, работам како учителка. Да, и тој ми кажа дека од Македонија и јас мислам, Македонија? Што е тоа? Каде Македонија? Македонија од Библија?
Навистина така помисливте? Првиот пат? Да. И Македония од Библија. Супер. И да, изборуваме многу. А после 2 години дојдам тука, 2019. Сега и 5 години има една женска, многу баба, керка ми. Да, ја видиме малку подоцна на фотографите, вистина е преубава, пресладка. Фала многу, фала. Значи, се запознавте таму, тој беше работно или беше на одмор таму? Вашиот сопруг? Мојот сопруг, тука запознавме во Тајланд, реков. Во Тајланд. Добро. Но we started talking во Instagram. Аха, почнавте да комуницирате на Инстаграм. Во Инстаграм, добро. да. И мојот сопруг дојде во Тајланд. Значи тој прв отишол, гледаш Роберт? Па потоа Значи тој дошол за вас во Тајланд? Не, да. Браво. Не, ќе се зезаме. Блиску Фрлила Тајланд. мамка и тоа е тоа. Љубовта на вистина чини чуда, нели? Да, Вие да. сте вистински доказ дека е тоа така. И потоа решивте да живеете во Македонија. Дали таа одлука беше тешка, лесна, бидејќи јас на вистина можам да забележам дека вие уживате тука, дека ви се допаѓа. Македонски е многу тежок. Македонскиот јазик тежок? Многу! Трудам. Но убаво зборуваш. Стварно? Во однос на тоа дека таму во Кенија на кој јазик баш со Гере пред малку зборувавме? Суахили и англиски. Така, значи е нешто што не ви било блиску, не ви било слушнато претходно, но еве секојдневно учите. Дома како зборувате? На кој јазик? Дома со свекровата, само македонски, бидејќи не зборува англиски и свекор исто не зборува англиски. И поздравиме, не гледаат сега? Поздрав, мама, поздрав, тате! Ја сакам... Вака се сакаат и започитуваат свекор и свекрва. Одлично, ќе продолжиме понатаму да зборуваме за она што се случуваше кога се запознавте со вашиот сопруг. Сега малку ќе се префрлиме на доктор Верче, која што е добро позната на јавноста. Сме ве снимале, сме зборувале на многу теми, но се тоа било некако поврзано со професијата. Ајде малку приватно да ве запознаеме. Која е господја Верче, не доктор Верче? Приватно, па јас сум сопруга, мајка на 2 деца, веќе се возрастни двете, полнолетни се. Синот студира IT науки, мислам информатички технологии. Керката е на ФОН за графички дизајн. Сопругот е економист. Тоа е Значи нема никој друг со медицина освен вас? Во моето семејство немаше ни претходно никој од оваа фела од медицината, така да јас сум прва и не е баш лесно, да ви кажам, мислам, поготово кога немате никаква, мислам, подршка во смисла на совети од самата професија. Така. Ај знаете, кај нас дека секогаш кога има бели мантили во семејството е многу полесно за напредување. Така да тежок е патот, меѓутоа ако ја сакате работата, ако го сакате тоа што го работите, можете да постигнете се што ќе намислите. Јас работев како општ лекар 5 години, потоа се одлучив за дерматологијата и веќе сум 15 години дерматолог. Меѓутоа последните 8 ги посветив на дермоскопијата. Тоа е една нова метода која што возможува рано откривање на ракот на кожа. И тоа ми стана еден вид и пасија, и мисија, и цел, бидејќи меланомот е единствен карцином што може да се види и може многу лесно да се открие и на тој начин комплетно да се излекува. Значи, буквално со откривањето на меланомот спасуваме животи. И во тој правец доста работев во смисла на едукација. И сега веќе работам доста и на сопствената едукација, а сега секако и на едукација на населението, бидејќи тоа е главното оружје во борбата со меланомот. Бидејќи само ако знаете дека имате нешто сомнително или проблематично, ќе може да се јавите на преглед и да побарате помош,
а така може и животот да го спасиме. Мислам, многу е деликатно. Некако луѓето не сваќаат дека она што е на кожата може да биде опасно. Дека буквално тоа е еден вид рака кој сите други карциноми и ако го оставиме така незабележано, може да се расшири и да ни го загрози животот. Колку сме совестни, колку идеме често на прегледи на Па генерално мислам дека се уште има за работа, бидејќи совеста полека да кажам се подига свесноста за опасноста на УВ зрачењето и за редовните прегледи. Бидејќи примерна превенција е всушност да не дозволиме да изгориме од сонцето, да не дозволиме претерано незаштитено да се изложуваме. Тоа е главниот фактор на ризик за појава на карциномите на кожа. Секако и генетиката нели има свое влијание, меѓутоа на генетиката не може да делуваме, да се заштитиме од сонцето и секундарната превенција е редовните прегледи. Тоа е превентивен преглед, не боли, не е инвазивен, може брзо се изведува, не бара претходна подготовка, не е опасен по здравјето, нема зрачење, нема ништо. Со дермоскопскиот преглед може да се направи проценка на целата кожа, на сите промени на кожата и да се детектира доколку има нешто опасно и да се прати пациентот понатаму на лекување. Тоа редовно еднаш, два пати годишно дека? Еднаш годишно е доволно за грото од популацијата, меѓутоа постојат и поризични групи, например тие што имаат многу бенки или што имаат црвена коса, светла коса, светли очи, значи оние што лесно горат на сонце и многу важно оние кои во блиското семејство имале некој со карцином на кожа, особено меланом. Тоа се тие ризични групи кои можеби 2 пати годишно да направат преглед. А ние советуваме само преглед, бидејќи интересното со меланомот е што може и сами да го откриете. Значи само прегледот се врши еднаш во месецот и доколку забележите така наречено грдопајче, значи промена која што бенка под наводници, бидејќи луѓето сите промени на кожата во боја ги квалификуваат како бенки, значи доколку забележите таква некоја бенка која е чудна, малце потемна од другите, има неравненици, едноставно ви паѓа во очи, веднаш да се јавите на преглед. Подобро да си провериме, нели? Да, едноставно е, не боли и многу дава многу важни информации за многу кратко време. Каро, затоа и дека летото е пред нас, високи температури, од таму е идејата да подискутираме малку повеќе и за ова се разбира. Така да, за кратко ќе проговориме и околу ние креми што треба да ги мачкаме, околу тие фактори 30, 50, 15, што значи таа бројка, но додека сме на тема здравство, би сакала да ги поздравам нашите пријатели од Подравка или по-конкретно млеката Опланд. Има 4 вкусови на овие млека, овес, бадем, она кое што можеме да го комбинираме со кафе. Не знам дали вие некогаш сте имале можност да ги пробате. Ако не, ќе ги пробаме тука кај нас во емисија. Она што е важно дека се од растително потекло, ги имаат сите потребни минерали, калциум, витамините А, Д и B12, така што ако некогаш се двумите што да искомбинирате со кафе, бидејќи докторката кажа дека сака малку млеко во своето кафе, тогаш слободно можете да си искористите едно од 4 вкусови на Опланд на Подравка. И сега, она што сакав Гера да го прашам, малку повеќе да ни каже за своето минато. Ние те знаеме од порано, не знам пред колку години беше тоа, но беше манекен. Ајде малку околу ние манекенски води, да ги потсетиме нашите гледачи. Да, имаше еден период во мојата младост кога сакав да си исполнам желба од детството. Не знам кој од момчињата во тоа време сонуваше за тоа, меѓутоа сонував дефинитивно. И во тој период веќе заминав од Македонија, имав 16 години, живеев во Полска и решив одлучно да тргнам на тој пат. Така да појдов кај една од најдобрите моделинг агенции во Варшава, во главниот град, и најдов еден човек кој што ми беше по тоа долги години букер. Прошетав доста, имав добро искуство од тоа и исто така бев заштитно лице на неколку компании што денес се присутни на македонскиот пазар, а се компании кои што се од Полска, да речеме, како брендови, поготово нели во делот на гардеробата. Меѓутоа патував и на далечен исток, работев генерално на источната страна од нашата планета, бидејќи оние што одеа на запад беа малце повеќе high fashion, тоа значи
многу по-концизни црти на лицето, послаба конструкција, повитка става, многу повисоки од нас, а оние што одеа на истокот, еве како некоја интересна информација, работеа по комерцијални работи. Претежно реклами кои што се за најпознати компании или брендови на истокот. Така, интересно. Тука може и ем доколку сака да искоментира нешто, бидејќи еве кога зборуваме околу рекламирање и така натаму, тоа го правите и вие на Инстаграм и тоа го правите многу успешно. Не знам на Роберт дали му го покажав тоа видео кога се договаравме да ни биде гостинка. Тоа ми беше, само ова не е реклама, да не ме сватат погрешно, ама беше многу интересно како застаната и се моли да исчезнат сите стресови од животот на незиниот маж. И вториот дел од видеото како се онесвестува, значи таа била стресот на својот маж. И сега тоа не е реклама, но знам дека рекламирате и вие на Инстаграм и така, дали заработувате од тоа? Да, правам реклама, но тука мислам дека многу луѓе не работи со пари, само со компензација. Да, компензација. Јас не сакам вакво. Да, но не, ако имам како се вика? Прайс. Цена? Имам мојата цена. Ако некој сака да. Да. Може реклама, ако не, нема проблем. Ќе се кажеме здраво и чао. Да. Така, не е лесно сигурно. Како ти беше почетокот тука во комуникација со луѓето? Дали некој те гледаше можеби чудно, дали можеби некој не сакаше воопшто да комуницира? Какво ти беше првото искуство тука во Македонија со македонците или сите убаво те прифатија? Македонски луѓе многу различни. Да, различни. И така, имаше и такви? Да. Значи, ако некој те праша, ни добро, ни лошо, 50-50. Сега е многу позната. Толку е позната, што мислам дека нема проблем. Да. Еве, што ми Гере ве познава, бидејќи и тој е корисник на социјалните мрежи, верувам дека е така. Она што исто така го забележав последен пат и баш тогаш искомунициравме, Гере, имаше проблем околу коли кои што се паркираат каде што не е дозволено. Нели? Ти си сега во количка, има и многу луѓе кои што се во количка. Не можат да поминат, немаат каде да застанат и така натаму. Зошто се уште во Македонија едноставно не се почитуваат тие правила, значи каде што е обележано дека тоа е за човек кој што е со инвалидитет, упорно си се паркира некој кој што нема инвалидитет. Па прво да почнеме од тоа дека системот наш не го санкционира тоа. Што направи тогаш на крај тоа всушност сакав да те на крај се разболев. Дента вечерта кога си ги гледала тие сториња, чекав час и половина на дожд да дојде прво службата од градски паркинг, потоа да дојде и полиција, чиј службеник седел некаде од другата страна на улицата во некој кафоли, само дзирнал дека тоа возило што до мене паркирано е фактички на паркинг и не ни изреагирал, за на крај да испадне дека двете тркала на тоа возило се на тротоар, што значи не е на паркинг, и требал соодветно да реагира, односно да викне паек служба, која што само он може да ја викне, не може од градски паркинг или од ПОЦ да викаат паек служба. Впрочем, не знам, од ПОЦ може би они самите имаат паек служба. Како и да е, на крајот, вечерта се разболев заради тоа што останав таму на дожд, чекав да дојде некој. Обично се снаоѓам во такви ситуации заради тоа што кога губите време, го губите својот живот, нели? Па чекам некој што ќе дојде, па ќе ми помогне, ќе ми извади колата во рикверц, малку чисто за да влезам и потоа одам и си терам со врските. Меѓутоа во случај сакав да докажам на луѓето и да им покажам, да ги едуцирам колку е тоа битна тема, и во наредниот период тоа ќе го правиме многу поактивно. Планираме еден пилот проект сега во Кисела, во општина Кисела Вода, потоа во општина Куманово. Наскоро подпишуваме еден меморандум. Таму ќе ги направиме првите пилот предлози кои што ги имаме за решавање на ова прашање, а во меѓувреме пишуваме еден поголем проект за на територијата на целата држава да го решиме ова прашање, пошто не знам дали знаете, доколку сте лице со попреченост, одите во друг град, не смеете бесплатно да паркирате. Они што се од Скопје со жителство
може да си паркираат слободно, бидејќи се пријавуваме во ПОЦ, во ако отидете во друг аплицираме град? секоја година, доколку отидете во друг град, немате право. Моментот кога го напуштате Скопје, ви тоа право го губите, да, и не може да паркирате. Значи има многу работи кои што се ситници, меѓутоа вака луѓето генерално не го знаат. Јас разбирам дека можеби половина и повеќе не се едуцирани за тоа. Меѓутоа треба да проработи во вас и некоја, не знам, некој сенс чувство за човечност. Кога гледате дека тоа... Кога видиш таков знак, јас на пример стварно ги одбегнувам тие апсолутно, и по цена да немате место. Да. И по цена да немате место, не го паркирајте. Тоа место е обележано со причина. Прво е блиску поставено до објектот каде што е институција или така натаму, заради тоа што нас повеќе време ни треба во животот за било што да направиме од секој друг. Второ, оние испрекинати линии што се веднаш до паркинг местото и широчината е соодветна за да можам јас да отворам вратата, да можам да ја измонтирам количката и така натаму. Кога вие ми се приближите, прво неправилно паркирате, потоа ми се залепите до колата. Не можете ни врата да отворите. Па некорисно е тоа место за мене, апсолутно. Па еве, нека биде еден апел до сите кои што не гледаат, да не го прават тоа. Не залудно составени сите знаци, сите сообраќајни знаци, па и се останато, нели? Така е. Да, и не се казнува тоа. Значи немам слушнато случај каде што се казнува за паркирање на обележано место. Додека, знаете, постојано се казнува за останатите места. За овие места не се казни. Да, и за тој мој случај кај што јас бев, нели, засегнатиот, испадна на крајот дека господинот бил од зградата станар и он постојано таму си паркира затоа што имам пријател како што работи во Рамстор, тоа беше во паркингот проти Рамстор. Секој ден поминува, секој ден го слика него или уште двајца-тројца што се... Мислам, тоа е до некаде проблем, нели, на паркинзите што не овозможуваат паркинг или гарантираат за оние што се граѓани, но па од друга страна зашто па да паркирате на тоа единствено место што е слободно? Кај мене пред зграда има две такви места, а толку многу станови. Стварно се малку. Не соодветно. Не соодветно, треба да се две места. Малку се. Треба да се 15 до 20% од секој паркинг простор. Значи ако имате 100 паркинг места, 20 треба да се за лица со повреченост. Не е така. Не е далеко тоа дека. Не е така. Да. Добро, еве можеби ќе помогнеме ние некако да се промени нешто во тоа. Така. Доктор Верче, ајде малку сега повеќе околу фактор кремите, лосионите кои што треба да ги нанесуваме. Има дилема. Ако нанесеме 50 фактор, тоа значи дека сме повеќе заштитени отколку од 30 или подолго, 50 минути наспроти 30. Да разрешиме колечно дилемата. Генерално таа бројка SPF или факторот на заштита ни овозможува подолго време престој на сонце без да изгориме. Колку е тоа време зависи од колку време на нашата кожа ни треба да изгориме. Например, јас можам да изгорам за 10 минути, сигурно може би половина до 1 час. Да, зависи. А Гере тука негде Фицпатрик ние ги одредуваме и типот на кожа според осетливоста на сонце. Тешко е. Значи, и сега зависно од, значи ако е 10 минути, го множиме со факторот на заштита, тоа е 15, 30 или 50. Значи буквално тоа го продолжува времето, значи 10 по 15, тоа се 150 минути. Меѓутоа, за жал, многу од, мислам, тоа се бројки кои што се направени во лабораториски услови, да речеме. А во вистинскиот живот многу ретко луѓето ставаат соодветно количество и едноставно самиот фактор во текот на колку и да ставите за 2 часа факторот ќе се истроши. Значи тие филтри што не штитат или се апсорбираат или ќе се избришат на некој начин. Па и во вода кога влегувате, и во вода и така, дури и водоотпорните дока 40 минути може да ве заштитат. Значи поентата што е 30 факторот нуди заштита од околу 97%. 50 факторот 98%, значи тоа е многу мала разлика, меѓутоа во факторите имаме два вида на заштита, УВБ и УВА. УВБ се тие кои што прават изгореници, заштитата од нив може да ја измериме. Или кога ќе се намачкаме, се изложиме на сонце и ќе видиме дали гориме или не и за колку време. А УВА заштитата не може да ја измериме, бидејќи УВА зраците всушност подлабоко продираат и нивниот негативен ефект е после некој период од латенција од 20, 30, 40 години, затоа што ги оштетуваат клетките.
значи на молекуларно ниво, и тие мутации се напластуваат со тек на годините и како што велиме, нели, кожата памти. Секоја секунда изложеност на сонце кожата ја памти, а сметката ја плаќаме после 30-40 години, бидејќи тие напластени мутации и оштетување на клетките во еден момент доведуваат до малиген процес, односно неконтролирано размножување на клетките и појава на рак на кожа. И затоа се штитиме. Главната причина заради тие заштитни средства кои што постојано ги прокламираме на некој начин, ги промовираме да се заштитиме, бидејќи го успоруваме и старењето на кожата, затоа што колагенот и еластинот најмногу се губат заради сонцето. Значи, буквално, после ќе спомнам и за солариумите кои што се концентриран извор на УВА светлина. После фотостарењето следи ракот на кожа. И затоа промовираме заштита соодветна и секојдневна. Ќе си седам јас вака бела, супер ми е. Во сенка. Во сенка. Да, а може Сенка 50% само заштита. И во извршување на секојдневните обврски надвор, значи не само кога идеме на одмор, збориме за ако сме подолго. Од главните недоразбирања, односно митови или заблуди, дека луѓето користат заштитен фактор само кога се на одмор. Меѓутоа сонцето сјае насекаде и секојдневно. Еве сега имаме 34 степени дење, УВ индекс 9. Значи пожелано се нам да се намачкаме. Така. Секојдневно, бидејќи наречеме лицето ни е постојано изложено и на тој начин се заштитуваме, го успоруваме тоа старење и како најважно, нели, да не добиеме рак на кожа после 4-5 деценија. Заради тој зголемен интензитет на УВ зрачењето, озонската дупка, нели, проширување, глобалното затоплување и така натаму, ние имаме многу зголемен процент на карциноми на кожа и спуштање на возрастната граница. Така да буквално сега може да видиме базоцеларен карцином и кај 30 годишен, најмладиот што има пациент беше 27 годишен, а исто така и меланомот се јавува кај се помлада популација, што мислам и што е многу важно, да речеме помладата популација на жени помеѓу 19 и 29 година, кога се во екот на младост, нели најдоброто способност, причина за смртност број 1 во таа група е меланомат. И се смета дека солариумите имаат голем удел во тоа и ова печење на сонце, што многу го промовираат оној потемне тен како здрав, што не е здраво. Значи, потемнетиот тен е одбранбен акт на кожата, така таа се брани од сонцето. Затоа што меланоцитите доаѓаат буквално како капа над јадрото за да ја заштитат и кога тие ќе се изгрупираат, потемнува кожата. И тоа ни е знак дека веќе, нели, сме ја оштетили на некој начин. Затоа треба да се штитиме. Не знам, може требаше во зимно време да го правиме Роберт Младото, што велиш? Кажеме разманиве нају. Не, треба се шегувам секако, сонцето е извор, нели, на енергија, на хормонот на среќа, витаминот D. Значи треба да го користиме. Ама со капче на глава и така подоблечени. Ке се намачкаме, ке ставиме очила, шапка и слободно. Тоа е тоа. Сакам да прашам не се генерира некој страф непотребно. Се разбира. Битно е да се подигне свеста, затоа дискутираме, се разбира за да биде тоа конструктивно. Нормално. Можеме ли некако да ги споредиме животот во Кенија и во Македонија? Ета, бидејќи ретки се оние македонци кои што живеат во Кенија, освен кои идат на одмор некаков, не знам, во Кенија, или по љубовта, како сопругот што отишол во Кенија да си ја повара за жена. Тајланд. Тајланд. По жена од Кенија. Да. Која е разликата на живење во Кенија и Македонија? Која е да? Разликата. The difference. Македонски и кењанс има исто vibes. Знаеш? И вие сте насмејани, весели како нас? Македонски луѓе многу позитивна и Кења луѓе многу позитивна. Само мислам дека една нешто, разлика, македонски многу пуши. To smoke. They smoke a lot. Во Македонија многу се пушат цигари? Да, многу. Јас кога дојдам тука, мислам, зашто сите пуши вака? Добро, да, тие статистички податоци се точни во однос на колку малку жители сме, навистина има многу голем број на пушачи, во правост. Да. Зашто сите пуши? И во Кења не
луѓе не многу пуши. Добро. Да. Но има исто vibes, исто... Значи разиграни, насмејани. Да. Она што интересно го прочитав на некои од порталите, дека многу ги сакаш македонските празници, многу го сакаш Великден и она што го правиме нели рано наутро на Велики четврток, вапцање на прво јајце, исто така ја сакаш природата, македонските јадења. Што ти е најомилено? Кое македонско јадење ти е најомилено? Тавче гравче. Нормално. Тавче гравче. Не знам зошто, но тавче гравче тука многу баво, да. Мислам how they prepare it, не знам. Но Не се и пробала да направиш до сега? Вкусно. Ама вкусно. Но треба јаде малку, бидејќи ако не јаде многу, кај пордиш бре. Кај пордиш од сабеле до ноќ. Ви кажав, драги гледачи, дека имаме денеска одлично друштво, ќе имаме и... Грава таков, ама убав. Да. Тоа се, затоа Додека малку. го јадеш, не памтиш Ама не на можеш тоа, малку. после те подсетува. Од после се реакциите. А македонска музика исто така сакаш, која ти е омилена песна? Сега од DNK со... Од ДНК? Живота, брата. Да. Ајде. Една песна за добро да е. Ајде. Не знам. Браво! Па јубаво пееш, да ти кажам искрено. Супер. Не, мојата глас како, не знам. Диво. Не убав. Не убаво? Роберт, еве сега ќе и кажеме дека во 10 часот ќе имаме еден гостин виолинист, па може нешто, не знам. Можеш Ќе го се свири, ќе се пее нешто. Апсолутно. Така да ќе биде интересно. Дарија колку години има? Така се вика кирката, нели? Сега 3 години има. 3 години. Да. Можам да забележам дека повеќе личи на тебе од фотографиите. Каква е Дарија? Дали во карактер е повеќе на тебе или на таткото? Како мене мислам. И sometimes како македонски, многу, Менталитет. како генски, не знам. На кој јазик зборувате со неа? На македонски? Е змешано македонски и англиски И сега. англиски, Да. Бидејќи цело време зборува со свекор и свекревата. На македонски? Да, на македонски. И јас и мојот супруг во англиски. Тоа е змешано. Англиски, Супер. Уште од мала ќе си знае англиски. Да, и македонски и англиски нормално. Одлично, супер. Само да видиме колку е часот. Добро, имаме уште 5 минути, така во вториот дел ќе ги погледнеме оние фотографии. Гере, би сакала тебе да те прашам малку околу оној период, како го помина кога свати дека ќе бидеш нели во количка, што и како се случи, како ги поднесе тие моменти, бидејќи не секој знае да се носи со одредени тешки периоди во својот живот, без разлика дали станува збор за вакво нешто или за нешто сосема поинаку. Ве прашувам за да им дадеме поддршка на луѓето кои што не следат, еден совет од твоја страна. Специфичното кај мене е тоа што јас сум бил и човек кој што не бил хендикепиран и потоа во текот на животот ја стекнал таа состојба. Меѓутоа пак ќе ви изненадам, мојата состојба е вродена. Че со текот на времето се манифестираше тоа. 30 на години не ни знаев дека такво нешто носам во себе, да. Тоа се вика артериовенозна малформација на рветен столб. И тоа е како некој сплет на артериите и вените, кој што е неправилен и потоа притиска со тек на време, се зголемува и така натаму. Меѓутоа, ајде уште една интересна информација, се оперирав кај најдобриот доктор во светот. И покрај тоа што направив операција, имаше еден дел кој што остана, кој што требаше да го направиме во некоја наредна фаза. И во меѓувреме ми се случи тоа што ми се случи. И во првите моменти доживав шок, имав длабока депресија. Не ми беше лесно, нормално, нели? Бидејќи ви се менува животот 360 степени, да. Во тоа време работа во владата, баш тука сме доаѓале во телевизија, бидејќи јас работев тогаш како пиар. Но не и се и тоа трае, знаете како, многу е битно како ќе си го представите тоа во својата глава, дали ќе ја направите, дали перцепцијата ќе ја
пренесете на лично ниво или можеби ќе побарате некоја поширока димензија на тоа што ви се случува. Јас сватив со текот на времето дека треба очигледно сум ја добил оваа состојба или оваа случка ми се случила за да направам нешто корисно, не само за себе, него и за околината, за општеството. И сватив дека луѓето со попреченост ме гледаат како некој пример, кој што може, да им помогне, да ги поддржи. И од тој момент веќе се ми беше јасно, немав никаква депресија, еве до ден денес. Нормално дека има периоди во животот на сите ни се случува каде што имаме каде што имаме и надолу и нагоре нели моменти, меѓутоа до овој момент сметам дека добро се справувам со тоа. Фала Богу, имам прекрасна фамилија која што ме поддржуваше во целиот овој процес. Да, сигурно и тоа е многу важно. Исклучително важно е да имате некој што е околу вас и што ќе биде 100% ангажиран и што ќе ве прифаќа. Можам да кажам дека моите дури беа и премногу чувствителни на оваа тема, меѓутоа беа секогаш отворени да го чујат и моето мислење. Тоа е исклучително важно ако зборуваме од другата страна, значи ако имате човек со попреченост дома, треба да го чуете неговото мислење, неговите желби, неговите ставови, за да можете да се уклопите, за да работите како фамилија која што функционира на одредено високо ниво. Така. За да можете сите како семејство, нели, непречено да функционирате. Јас примерот на мојата фамилија го земам како нешто позитивно, за да можам моите другари од мојата заедница да ги мотивирам дека семејството е од таму каде што почнувате, меѓутоа себе си може да се побарате и надвор од тие кругови. Но тоа е силата. Имаше ли пречки потоа? Спомена дека си работел во владата како пиар. Имаше некаква промена потоа на работното место? Да. Дефинитивно. Мене ми се промени светот и животот за 360 степени. Буквално денес ви се случува ова и ништо повеќе што било не е исто. Значи јас во тој момент изгубив, значи бев во врска, тоа го снема. Бев на едно работно место, исто така повлечен исто тоа работно место. Сите состојби кои што претходно биле нормални за вас стануваат страни. Трето, имав депресија како ќе ме видат мене луѓето, тие комши кога ќе се вратам дома. Тоа е првата перцепција што има еден човек што се среќа со ваква состојба. Како ќе ве гледаат. Меѓутоа со текот на времето сватив дека многу е битно како вие се гледате. Јас до ден денес кога гледам во огледало, не застанувам и сега си се тажам, леле, боже, јас сум во количка, него едноставно знам кој сум, што сум и продолжувам. Значи барам можности како во животот да создадам среќа за себе, меѓутоа и таа среќа потоа се манифестира и понатаму, нели? Секогаш е така. Ќе продолжиме со разговорот и со другите теми кои што ги имаме, но најпрво да ги погледнеме рекламите.